Добар ден, почитувани гледачи на видео изданието на порталот Работник. Денеска ќе имаме интервју со претседателот на СОНГ, господин Јахим Неделков, со кого ќе зборуваме околу образованието, наставниот процес, но ќе зборуваме и за градинките. Би сакал тука да ви се извинам за малите технички грешки во текот на интервјуто и се надевам дека ќе уживате во него. При изведување на настава со физичко присуство, според СОНГ, на што треба најмногу да се обрне внимание за да не биде загрозено здравието на научниот кадар, но и воедно да се почитуваат нивните работнички права кои што им се даваат со Закон за работни односи и колективен договор. Па, нас ни е приоритет безбедноста и здравието на работените во училиштата. Во конкретниот случај, бидејќи се работи за протоколи кои што се однесуваат на основно и средно образование, затоа ги споменав само училиштата. Во тој смисол сакам да подлечам дека максимално треба да се почитуваат протоколите кои што се донесени или ќе бидат донесени од страна на владата преку Министерството за образование. Во секој случај, до денеска се уште немаме јасни утврдени протоколи кои што ќе бидат обврзни за сите вработени во училиштата. Ние очекуваме овие денови тој план на работа на училиштата да биде објавен и евентуално ако има простор за корекција, за сугестии, за забелешки, тогаш ние како наставници би дале свој придонес во однос на тој план за работа со физичко присуство на ученици, наставници, односно на вработени во училиштата. Имаме случаи во светот каде што и покрај во светот, па и кај нас во Македонија, каде што и покрај максимум користење на средства за заштита и почитување на протоколи, повторно имаме заболување од корона и од таа причина дури не сме сигурни дека во овој момент, во екот на растот на или зголемување на заразата со COVID, дека овие протоколи може 100% да бидат сигурни во однос на заштита на вработените. За таа цел уште еднаш апелираме се она што државата предвидува прави во прилог на изготвување на планови на протоколи, да бидеме равноправни учесници, да дадеме свој придонес во донесување на таквите акти, со цел да дадеме и своја заложба како практичари, како работници, да кажеме што е справедливо, што не е справедливо и дали ова доволно за заштита на вработените во училиштата. Факт е дека децата, учениците се помалку подложни на зараза, на заболување. Не велам дека не се подложни, меѓутоа се во проценти многу помалку од возрастните. Факт е дека тие се најчесто преносители на вирусот и постои голема опасност за вработените во училиштата да бидат заразени, заболени од пренесување на вирусот од страна на учениците. Во тој аспект и во оваа прилика сакам да подлечам на максимум разбирање на државните органи на Министерството за образование и наука во изготвување на протоколите и во носење на одлука како да се работи. Доколку е можно, доколку сме подготвени. Оваа учебна година по нас како синдикат ја свеле на безбедност на вработените и учениците во однос на квалитетот на наставниот процес. Многу пати сме подлекли, уште еднаш ќе подлечеме, здравието не се надокнадува со ништо, знаењето, вештините, умењето, мислам дека секој ученик ќе има време, ќе има можност да го надокнади во наредниот период по завршување на пандемијата. Кажете ми дали сега скоро сте имале повик средба од Министерството
со Министерството? Не, значи на оваа тема во Министерството за образование и наука или пак со Комисијата за заразни болести воопшто сме немаме никакви контакти, нити некој побарал од нас мислење, нити пак сме имале работна среда, освен, морам да бидам коректен, но освен еднаш во една прилика кога побараа мислење од нас да доставиме, а не бараа да бидеме учесници во работна група. Многу е поважно да слушаме во работна група, да ги слушнеме аргументите и за и против, па да донесеме свој суд како синдикат, своje мислење. А вака на готово ние да дадеме своje мислење без тежина на аргументи од едната, другата или третата страна, сега кажувам една, друга или трета страна на вработени наши колеги кои што се едни настава, едни се за комбинирана настава, трети се за физичко присуство, така да се создава еден хаос, една хаотична ситуација каде што разни целни групи од вработените имаат различни интереси, различни сваќања, различни мотиви за да тежат кон една опција. Ние не смееме да бидеме навивачи, да завземаме една страна, мораме навистина од стручни и компетентни лица да имаме сознанија кој вид на настава во овој период од годината би бил најприфатлив во однос на севкупната состојба. Значи, едно е квалитетна настава, социализација, трето е услови за работа, четврто е здравје и безбедност ученици и безбедност и здравје при работа на вработените во училиштата. За таа цел велам не е прашање, иако да се отвори почеток на година, меѓутоа до денеска се уште Министерството за образование немаме добиено никакви напастија, освен она што го знаеме одлука на влада, што беше од прво до трето одделение да се работи со онлайн настава, а останатите од четврто одделение до средно образование до крајот на трета или четврта година да биде со физичко присуство од прво до трето одделение, останатото со онлайн настава. Така да А сега што мислите со последниве на настави за тоа дека ова средношколските апарати тие да имаат можност да учат комбинирано? Допълнително се сложна целата ова проблематика. Значи, јас за волја на вистината и не слушнав некои тврди аргументи зошто средношколците бараат комбинирана настава. Тоа само по себе за нив не значи ништо. Јас сум убеден дека средношколците или таа популација на таа возраст многу малку во секојдневието што гледаме многу малку користат заштитни маски, движејќи се многу малку пазат на дистанца. Можеме и како се однесуваат и на плажи, на јавни средби, на концерти и така натака. Сето тоа кажува дека за нив и не е многу проблем за да се држи физичка настава. Меѓутоа, навистина е проблем за вработените во училиште. Што ќе повлече? Тие се преносители, најголемиот дел се преносители на вирусот кој што вработените во училиште тоа како можат да настрадаат од пренесување на вирусот и а не во едно. Веројатно ако се отворат училиштата, тогаш во многу училишта коронавирусот би пламнал, многу баришта би се јавиле и навистина не знам како ќе може да се сконтролира и да се стави под контрола обяснењето на короната. Така да ќе се вратам на првобитното прашање. Мислам дека дополнително се усложнува сиот овој проблем во однос на каков вид на настава да се изведува, а ништо многу нема да добијат средношколците ако одат, не знам, ден-два на училиште, ден-два или три ако бидат дома. Тоа би било по мене
нерационално. Кажете ми сега, еве, на родителите им се даде можност да дадат изјава за тоа дали сакаат нивните деца, нели, од прво до трето да физички да присуствуваат или да учат онлайн. Сега, кажете ми, дали сметате дека истата опција треба да им се овозможи и на наставниот кадар и тие да бидат, дали сакаат комбинирано или дали сакаат онлайн или со физичко присуство. Значи јас гледам од една страна перспектива сега, тука не се се нели само на родителите и на децата, туку се вклучени и наставниците. Така. Тоа би било логично прашање. Тоа е и логичен би бил одговорот, колку максимум се настојува да се демократизира овој проблем и секој да има право да одлучува како ќе сака, почнувајќи се разбира од семејството, од родителот, од ученикот. Но тоа логично прашање, логичен одговор, дека да, сметам дека и наставниците треба да се изјаснат како сака. Значи, преразлични се условите за работа во училиштата, преразлични се условите со кого се работи, која е целната група, преразлично е какви се условите внатре во самите училишта, различно е здравствената состојба на вработените, конкретно на наставниците, на техничкиот персонал, кој што се во директен контакт и во опасност од зараза. Имаме хронично болни наставници кои што по сила на закон ќе треба веројатно да бидат заштитени од физички контакт со учениците, со други колеги наставници. Тоа не значи дека тие хронични болни наставници треба да идат на боледување. Тие би требало да изведуваат онлайн настава. Значи, овој процес е пресложен, самото образование како образовен процес е сложен, меѓутоа овакви дополнителни сложени околности и воспитно-образовниот процес дополнително се усложнува. Многу пати напоменавме, идеално решение за овој проблем нема. Ние во овакви услови на пандемија, на светска криза, ќе мораме и вонредни мерки да предземаме за вонредно организирање на наставата. Значи, пред се, во овакви околности, ние мораме да приоритет да ни биде безбедноста и здравјето на вработените во училиштата, разбира и на учениците. Второ, дополнително ќе биде она што многу често се кажува социализација на ученици, односно на децата, квалитетно знаење, право на образование и така натаму. Тоа никој не го спори. Така идеме на почетното и основното според нас. Здравјето и безбедноста на учениците и на наставниците. Не тврдам дека со овие протоколи кои што се предвидени дека се лоши, дека нема да има одредена заштита на вработените, меѓутоа дали е таа 100% заштита, навистина не може да. Добре. Наставниците веќе имаат некакво искуство со онлайн настава, бидејќи нели минатата учебна година и така ја завршија од март па до крај, до јуни. Ова прашањето ми е дали мислите дека треба дополнителни обуки за нив, па и дури кога би се имало една унифицирана програма за онлайн настава? Дефинитивно на нова платформа, на нова и наставна програма, ако веќе и наставната програма евентуално се менува, ќе треба дополнителна за наставниците. Обука која би била изведувана во училиштата и тоа што побрзо и поитно. Тоа по мене не е. Мислам дека наставниците најголемиот дел се информатички писмени, дека многу брзо ќе може да се прилагодат кон новата платформа, унифицирана.
поголем проблем за мене е техничката оспособеност на училиштата и на учениците. Ние имаме за онлайн работа, теоретски велиме дека има услови во училиштата да се организира онлайн настава, меѓутоа дали е навистина така во сите училишта, дали техничките можности за тоа не сум многу сигурен. Поштувајќи од повременост компјутери во училиштата, знаејќи дека наставниците ќе доаѓаат на работа и таа онлайн настава ќе изведуваат од училница, тоа значи дека во секоја училница мора да има компјутер, понатака интернет, кој што или преку кој што ќе се пренесуваат информации на учениците, компјутер, лаптоп или евентуално дигитална камера. Меѓутоа, практично се вклопивме и во оние препораки од Министерството, а и еве гледаме некои работи дека од нашите препораки веќе ги има во протоколите и во препораките како да функционираат училиштата. Во ред. Би сакал сега да се навратам на малку за градинките. Кажете ми што мислат вработените во градинките кои што се ваши членови за тоа да се почне нели со одење на децата во градинките? Па, со голема доза на страф, морам да кажам, затоа што од истите причини како што зборувавме досега за образование и за во градинките се однесува стравот кај вработените од директен контакт, тие се уште повеќе во директен контакт со децата. И уште еднаш ќе подлечам, децата се преносители. Не велам дека не се заразуваат и не може да се заразат, се заразуваат, меѓутоа најчесто асимптоматични преносители, кои што вработените во градинките можат и тоа како да се заразат. Донесени се протоколи за работа на градинките, уште, ако не се лажам, во април месец, кој што денеска не профункционира, градинките се уште затворени, се подготвуваат за отварање, меѓутоа кога ќе бидат отворени се уште не знаеме, надлежните треба да донесат одлука. Во секој случај максимално мора да се почитуваат протоколите и заштитните мерки кои што ќе бидат пропишани во програмата за работа на детските градинки и она што е најтешко да се обезбеди она физичко присуство на децата во градинките, она дистанца, растојание помеѓу нив, практично спорам дека во градинките е невозможно. Анимирањето на децата ќе биде максимално од страна на воспитувачките и негователките, меѓутоа таква дистанца да се одржи меѓу децата е скоро невозможно. Сепак, еве, имаше и анкети доставено до родителите колку тоа деца ќе можат да ќе бидат пуштени во градинките, колку ќе бидат згрижувани во домовите, во семејствата, колку ќе користат онлайн настава, значи анализи за детската заштита. Стравот постои кај вработените. Добре. Кажете ми во врска со колективниот договор во културата. Рековте дека најавивте на вашите социјални мрежи дека има можност да направите штрајк, да влезете во штрајк културните работници. Кога тоа би се случило, доколку се одлучите за штрајк? Па, штрајкот е у принцип последно синдикално оружје
кое што работниците сакаат да со кое што работниците сакаат да си ги остварат своите права кои што им следуваат согласно закон, колективен договор, меѓународни договори и така натака. Значи, од тие причини СОНГ се обидува максимално да ги искористи другите начини на остварување на своите права, а тоа се по пат на преговори да дојде до целта. Во изминатиот период ние да рековме дека културните работници се спремни за штрајк, доколку не се добие јулската плата согласно новиот колективен договор. Во меѓувреме имавме и работна средба во Министерството за култура со предводено или работна средба од другата страна со заменик министерот Владимир Лазовски, на кој што добивме уверување дека овој месец од овој месец ќе почне исплата на плати по колективниот договор со една задршка дека платите малку ќе достат. Ние сме убедени дека до крајот на овој месец, односно еве оваа недела, платите ќе бидат исплатени поново и дека до штрајк нема да дојде. Воспротивно, нас ни престојат и други мерки кои што можеме да ги искористиме, а тоа се најавени тужби против директорите, против работодавачите, кои што нема да го испочитуваат колективниот договор, ќе делат плата без никаков основ по старо и неки документ или колективен договор за постаро веќе не постои. Со почнување на важење на новиот колективен договор, согласно колективен договор, престануваат да важат сите останати колективни договори на ниво на работодавец. По таа причина мора да се исплати плата по новиот колективен договор и јас сум уверен дека најголемиот дел на установи тоа и ќе го направат. Мислам дека би било голема грешка за било кој директор да исплати плата по старо, бидејќи ќе биде подложен на правење на кривишно дело и подложен на тужба против него за злоупотреба на својата позиција. И се разбира, последната мерка, која што многу брзо може да се преточи во прва мерка што ние во синдикат би ја преземале, во таков случај тоа би било и објавување на генерален штрајк или штрајк во таа институција културна, ако се работи за една, две или пет институции, тогаш прекина работа на таа институција се до исполнување на нашите барања. Затоа е се уште рано да се кажува, значи ние ќе почекаме да видиме платите како ќе се порват, дека од оваа недела, па понатака ќе видиме како ќе се одвиваат работите. Во ред ви благодарам многу на одвоеното време и имајте пријатен ден. Сега се беше работник, се беше во секој ден да ми.